Млад, талентиран и полн со енергија, Јан Стефановски зборува за ритмот кој го движи, за младата македонска музичка сцена и за неговиот уникатен звук, за кој допрва ќе слушаме. Првата средба со тапани што имав беше кога бев дете и кога ги гледав пробите на татко ми во домашното студио и тогаш уствари воочив што е инструментот и беше љубов на прв поглед. Сватив дека тоа ќе биде мојот инструмент и сватив дека со тоа ќе се занимавам до крај на живот. Некоја привлечност се деси што беше незаменлива и што се нема случајно со ништо друго до сега. Јас би се дефинирал и етикетирал најмногу како рок бубњар, но еве да споменам дека пред неполни 2 месеци дипломирав на Джез академијата во Штип на Универзитетот Гоце Делчев. Така да еве би рекол дека свирам помалку и джез и со татко ми исто така свирам и коктел на жанрови, джез, фјужн, етно, рок, поп и све, што ме прави малку поприлагодлив во било кој ситуација да треба да сум наредно. Алтернативната рок сцена. Ќе кажам и за кое што сум среќен, младата рок алтернативна сцена е добра и е жива и сум среќен што има поединци и колективи кои што работат на тоа да ја одржуваат во живот и да ја промовираат и пропагираат за да стане се поголема. Но мислам тоа некогаш малку се покажува како потешко бидејќи мислам сите знаеме што преовладува од музика низ цел регион, не само кај нас и тоа е вака една мисија која што се уште трае и која што ќе мислам надежно ќе заврши со среќен крај. Во мене се уште се нема појавено таа композиторска или композиторска жичка би рекол. Оставам простор за во иднина да се случи, да почнам да компонирам и правам песни самиот, но сега за сега, како и во претходниве десетина години, активно работам да сум се подобар и подобар на тапани, бидејќи тоа најмногу ме исполнува. Пред неколку дена се вратив од турнеја со Фанк Шуи, бевме на концерти во Љубљана, Риека и Загреб и проиде супер, многу сме задоволни и јас сум многу среќен. Ми следуваат неколку концерти, 2 на Pin Music Conference, што е музичката конференција во МКЦ што се случува секоја година. Едниот ден ќе свирам со бендот Fiction, другиот ден со една група другари кои што не би рекол дека некој оформено име бенд, просто тако е, али да, ќе биде тоа вториот концерт и се редат други проекти. Со татко ми имам некои во декември концерти. Кога започнав со тапани, имав еден музички идол кој што го открив така во тинејџерски години. Тоа е тапанарот Джеф Поркаро и главно го открив преку бендот Тото, бидејќи тој свирал за нив. И како повеќе го разоткривав и опусот му го разоткривав, така мислам разбирав дека он го дефинирал звукот на модерна поп-рок музика од 70-тите до неговата смрт во рани 90-ти. И он ми беше најголема инспирација и до ден денес го сметам за најголема инспирација и понатаму секако мислам откривав и други бубњари, музичари, бендови и све, но тој ми стои како идол и икона главна до ден денес. Татко ми, чичко ми, Бог да го прости, беше чичко ми. Не ги гледав како великаните кои што се, али од кога открив музика и кога просвирев и со татко ми, така мислам, сватив за големината на опусот на двајцата и колку придонеле кон македонската култура, литература, книжевност и така натаму.